Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе ги разгледаме барем дел од нумеричките аберации на хромозомите. Сега, промените, односно мутациите во хромозомскиот број, исто така често се познати како плоиди, односно плоидни или геномски мутации. Значи познати се како плоидни или геномски мутации. Зошто геномски мутации? Бидејќи мутациите се однесуваат на целиот геном. Така, не е ова на еден ген, него ова се мутации наводници на целиот геном, сите хромозоми може да ги зафати. Сега, ако зголемувањето на хромозомскиот број е за цели гарнитури, под гарнитури се мисли за цел n број. Така, значи во нормален организам имаме 2n. Така, имаме две гарнитури на некој начин. Една ти од мајката, една ти од таткото, така, имаш по две гарнитури. Па сега, ако се зголеми бројот за цела гарнитура, тогаш тие хромозомски мутации се нарекуваат еуплоидии. Значи, ако се зголеми за цела гарнитура, тоа е еуплоидија. Така, сега, ако се зголеми само за некои хромозоми, односно се зголеми или се намали бројот, и овдека исто можеме да речеме се намали, ама ретко кога имаме намалување гарнитура, значи ако се зголеми или се намали бројот на одделни хомологни хромозоми, тогашка тие ни се познати како анеуплоидија. Значи ако се зголеми или намали бројот на одредени, значи си имаме повторно 2n, но да речеме дека имаме овдека фали хромозом, тука имаме 2, тука исто имаме 1, тука исто имаме 1 и така натаму. Значи ако се промени бројот на еден или повеќе хромозоми, но во даден хомологен пар, значи или се додаде или се одземе, тие реков дека се нарекуваат анеуплоидии. Значи тоа се анеуплоидии, ќе обележиме вака со една коцка. Воопшто, значи, причините кои може да бидат заради промена на, причините кои може да доведат до промена на хромозомскиот број, дали на тоа се полиплоиди, односно еуплоиди или анеуплоиди, се најчесто дефекти при мејотската делба, односно при фалична цитокинеза, но може да бидат индуцирани од надворешни фактори. Добро, ајде сега да започнеме со еуплоиди. Значи, еуплоидиите исто така наречени се полиплоидии, бидејќи, како што рековме, се зголемува бројот за цела гарнитура. Сега, во зависност од кај потекнува таа цела гарнитура, поделени се на автополиплоидија и алополиплоидија. Добро, ајде сега да видиме како изгледаат овие полиплоидии, после ќе спомнеме која е разлика помеѓу авто и алополиплоидија. Значи, едноставно, како што рековме претходно, имаш по еден сет од хромозоми од мајката и од таткото, така. Вака ќе направиме, ќе работиме со 3 хомологни пара на хромозоми. Значи, вака да речеме дека ова е прв, добро, ето згора ќе почнем, по логично ето згора се почне. Прв, втор, трет и четврти пар на хомологни хромозоми. Сега, овдека всушност имаме 2n. Ова е 2n. Така, што ќе се случи, односно како ова ќе се нарекува, ако отстраниме еден цел сет на хромозоми, значи речеме само црвениве, сите ги отстраниме. Значи отстраниме на цела гарнитура, односно намалиме за n. Ако намалиме за n, односно имаме 1n, така, тогашка тоа се моноплоиди. Организмите кои ќе бидат, ќе се нарекуваат моноплоиди. Ја ова да го бележиме со зелена боја. Моноплоиди. Каде што всушност ќе имаат само еден сет од хромозоми. И ова иде многу едноставно, нели, ако се 2n, тогаш е нормален организам, односно диплоид. Ајде да го запишеме и тоа, нека стои. Значи тоа е нормалното, 2n. Така. Сега, ако се зголеми на 3n, така, ако се зголеми на 3n, што всушност би дошло, се додаде по еден хромозом во секој хомологен пар на хромозоми. Така, значи буквално вака, се додаде уште еден хромозом во секој пар. Тоа би било 3n и тие би се нарекле триплоиди. И забележувате веќе како иде шарата, така ако имаме 4n, односно ако овдека би се додало вака, така,
каде што би имале 4 хромозоми во секој хомологен пар, така овдека имавме 4, овдека имавме 4, 4, 4, односно имавме 4N, тогаш кога тие би се нарекувале тетраплоиди. И гледате како иде ова фората, нели, ако идеме со 5N, тоа ќе бидат пентаплоиди, па секстаплоиди, септаплоиди, октаплоиди, нонаплоиди, декаплоиди и така натаму и така натаму. Значи, овие моноплоид, диплоид, триплоид се всушност еуплоиди, кои се наречени полиплоиди, каде што имаме зголемување, како што реков, на цела гарнитура на хромозоми. Така, значи цела гарнитура на хромозоми се зголемуваат или пак се намалуваат во случајот на моноплоиди, но само еден начин да се намалат, може да се зголемат за многу повеќе. Сега овие полиплоиди се особено важни кај растенијата, значи овие не се среќаваат кај животните, ги има само во одредени клетки. Например, кај нас вакви полиплоиди има кај хепатоцитите. Значи хепатоцитите ќе бележат вака како шестоаголник. Зошто се потребни, например, таму повеќе хромозоми? Едноставно, што повеќе хромозоми имаш, тоа имаш повеќе ДНА. Ако имаш повеќе ДНА, така, ева вака направиме. Да речеме, нормално имаш, лупам сега, 2 ДНИ. Ако си полиплоид, да речеме дека имаш 4 ДНИ. Што повеќе ДНА молекули имаш, можеш да правиш повеќе РНА транскрипти од тој еден ист ген. Да речеме дека ќе облежиме со виолетова боја, дека има некој си ген. И овие сините се РНА транскрипти од тој истиот ген. И сега сите РНА транскрипти може да одат и да прават протеини. Така, значи кога ти е потребен некој протеин или имаш многу голем метаболизам во некоја клетка, пожелно е да имаш повеќе ДНА, бидејќи ако имаш повеќе ДНА, ќе можеш да правиш повеќе протеини, ќе можеш да имаш подобар метаболизам. Сега, како што реков, оваа полиплоиде кај нас има само во хепатоцитите, тоа не во сите хепатоцити, бидејќи во црниот хепатоцитите, значи клетки на хепарот, на црниот дроб, бидејќи тоа е една многу главна фабрика во организмот. Така, значи треба добар метаболизам, многу голема синтеза на протеини и така натаму. Значи во хепатоцитите има поголема гарнитура на хромозоми, но само таму. Иначе за цел организам да биде полиплоиден, единствено тоа има кај растенија. Значи растенијата може да се полиплоидни и да опстанат. И дури се претпоставува дека повеќе од 1/3, значи повеќе од 1/3, повеќе од 1/3 се полиплоиди. И тоа е феноменално зашто кај некои растенија, дури кај папратите, 2N еднакво на 500. Значи кај нас нели беше 2N еднакво на 46, а кај папратите, например, 2N еднакво на 500. Така ако ќе го направиш полиплоид, да речеме да биде 4N, тоа ќе има 1000 хромозоми. Сега ги рече, тоа е премногу, но нивните хромозоми се помали, значи не се толку големи како нашите, така да генскиот материјал е тука, ама пак неверојатно е. Сега зошто растенијата може да преживеат со такви полиплоиди, а ние не можеме? Едноставно бидејќи кога ќе има кај нас развитокот, ембрионалниот развиток особено, е многу поделикатен него тој кај растенијата. Така што кај нас мора да има ептен регулирани процеси, со цел да се да може тоа да се одвива, и полиплодијата едноставно не е компатибилна со живот. Се нарушуваат повеќе механизми. Особено се нарушува односот на автозомни versus полови хромозоми, значи автозомни versus вака со П ќе оставиме, полови хромозоми, кои се важни за одредување на полот кај голем број организми. Исто така ако бевме полиплоиди, гаметите кои ќе ги правевме ќе беа дефектни на некој начин, има многу ДНА, немаше убаво да се пренесуваат информации, ќе немаше правилно сегрегирање на алелите, например ако си хетерозигот за некој си ген, сега ако имаш повеќе од тој ген, да речем имаш D и така натаму, можеш да добиеш гамети кои ќе бидат со ДД, ама тоа не може, треба да носи една алела. Така да ќе има доста проблеми, едноставно кај животните не е компатибилно, нормално има и други причини зошто, како, но у тоа нормално не навлегуваме. Сега најпрост механизам кој можеме да објасниме како настануваат овие полиплоиди е да речеме имаме
една клетка која има 2N, станува во 4C. И сега подлежи мејотска делба, така ќе се добијат 2, па ќе се добијат 4 клетки, така. Че тоа беше мејоза. И сега некаде при процесот, да речеме дека се 2N, 2C, така 2N, 2C. И овдека целиот генетски материјал, да речеме, отиде у левата клетка, во деснава не отиде ништо. Така што оваа клетка ќе биде со 2N. Ова нема да има ништо, нормално ќе изумре, и овдека да речеме дека си е нормално. Така што имаме 1N, 2C, N, 2C. И така, например, овие ќе си бидат, например, нормални гамети. Но оваа овдека лево ќе биде дефектна гамета. И сега да речеме дека ова е некоја си јајце клетка. Така ќе однесеме овдека. Имаме таква јајце клетка која е дефектна. И се оплоди, не знам, од сперматозоид кој е нормален. Значи ова има N, јајце клетка значи има 2N. И кога ќе се спојат, ќе се добие зигот, кој ќе биде 3N. Така ќе се зголеми бројот за една цела гарнитура. Исто кај човек може да се јави на други начини, но нормално не е компатибилно со живот, ама ако се појави, например можеш да имаш една јајце клетка која е N, но да биде оплодена од два сперматозоиди. Да биде оплодена од два сперматозоиди кои исто така се со еден N и всушност резултатот ќе биде 3N. Така исто како претходно. Резултатот ќе биде 3N, но тоа не е компатибилно со живот. И сега уште само да објасниме која беше разликата помеѓу автополиплоидија и алополиплоидија. Едноставно кај автополиплоидија умножувањето е како што зборевме до сега, каде што всушност вкрстувањето на двете гамети, значи имаме гамета X плюс гамета Y, која ќе ни даде некој си број N, така XN. Односно се што до сега зборевме, каде што X и Y всушност се од ист вид. Значи двете растенија или двете животни би биле од ист вид, така две исти растенија од истиот вид и така натаму. А алополиплоидија е кога гаметите, значи X плюс Y, се од различен вид. Сега ова кај животните може да се случи, но бидејќи може да се вкрстуваат животни кои се од различен вид, но што се добиваат хибридите се стерилни, например конј плюс магаре. И да речеме ако се роди мулето, тоа ќе биде стерилно и да речеме дека мулето кој ќе се роди е 3N, бидејќи пример коњот имал 2N јајце клетка, магарето имало 1N спермална клетка и ќе се добие 3N. И тоа е полиплоидија и таа полиплоидија ќе се нарекува алополиплоидија, бидејќи потекнува од вкрстување на два различни вида. Додека автополиплоидија е полиплоидија која потекнува со вкрстување на два исти вида на организми. Сега алополиплоидијата е исто многу почеста кај растенија, така бидејќи растенијата може едно растение кое е различен вид, ама е во истиот род на растение, доплоди друго растение, да се добие некој хибрид растение, кое би имало, например, зголемен број на хромозоми за цела гарнитура и тоа би било алополиплоидија. Значи, сумарно, ова е од ист вид, ова е различен вид. Добро, тоа беше се за полиплоиди, односно еуплоиди, каде што имавме зголемување на хромозомскиот број за цела гарнитура.